Модата не е само облека. Таа е уметност, таа е начин на изразување. Модата е всушност јазик со кој ние се изразуваме без да мора да употребиме ниту еден збор. На 30-тото јубилејно издание на Модната недела во Скопје, модата не беше само ревијална, модата се живееше. Настан во овие изминати 15 години, секоја година се по 2 изданија, пролетно и есенско, го става Скопје на мапата на модни центри кои што модата не ја третираат од аспект на шоу, од аспект на тренд, тука ја третираат од аспект на движење, од аспект на културна платформа, од аспект на циркуларна економија, од аспект на одржливост, од аспект на промени и освестување како треба да консумираме мода и колку тоа естетски треба да го правиме. Токму така, бидејќи секоја година модниот викенд има фокус на кој што се однесува, кој е фокусот оваа година? На што конкретно ќе зборува? Конкретно зборуваме за заедницата. Комјунити е хедлайнерот на годинешново издание. Fashion Weekend Скопје годинава одлучи да се посвети на заедницата, не на заедницата како публика, не на заедницата како масовна заедница која што слепо треба да следи трендови. Напротив, на заедницата која што треба да покаже одговорност и кон модата и кон консумирањето на истата. Концептуално, настапувајќи под слоганот Заедница, Модната недела создаде една симбиоза помеѓу она што беше изложено на ревиите и луѓето кои беа присутни, подеднакво насочено како кон пистата, така и кон публиката. Првиот ден од модниот викенд, сцената им беше доверена на младите модни креатори, кои безпрекорно ја покажаа својата љубов кон уметноста, наречена мода. Жената, која својата сензуалност ја отсликува речиси божествено, како еден сон или мистична визија, е инспирација за колекцијата на младата Вера Ангелова. Исто и оваа ревија е доста женствена, овој пат за прв пат уклучив и бои. Порано повеќе се фокусирав на текстура, али сега си играв и со боја, така да мислам дека ќе биде полетна, поженствена, можеби малце по girly, девствена на некој начин. Инспириран од раскошната елеганција на модата од 18-тиот век, младиот дизајнер Георгија во својата ревија ќе ја истакне женската софистицираност умешно украсувајќи ги своите модели со рачно извезени украси. Колекцијата е инспирирана од повеќе референци, особено од минатото, од 18-тиот век, од кралицата Марија Антоанета, последната француска кралица. Исто така имам референци од нашата традиција, од нашата народна носија. И сето тоа е претопено заедно во еден микс кај што ќе видите мојата инспирација, се надам дека ќе ви се допаднат финалните дизајни, финалните решенија од сите овие референци. Мислам дека и кај нас има простор за луѓето да ја прикажат својата индивидуалност и да се обликуваат како што сакаат. Тоа што јас го правам со моите дизајни е едноставно сакам да ја представам таа женственост и тоа што е всушност жената, но при тоа сепак дека може да биде и силна и современа, едноставно една современа бајка. Вториот ден од модниот викенд беше спој од нежни и пастелни тонови и бунт и самодоверба преточени во црната боја. За женската самодоверба
и стилот пред трендовите ќе раскаже Анастасија Анастасовска во колекцијата која е наменета на жената со самодоверба. За преубавата ревија која што можевме да ја видиме, од сето оно што забележав, женственоста пред се. Така, да. Самодовербата, тоа е клучниот момент во мојата нова колекција. Се работи за двојноста што секоја жена има во себе, а тоа е потребата да биде видена, која се бори со она што сака да го сокрие, така што белата чипка се покрива со елементи кои може во секој момент да се отстранат. Тоа е мала метафора за самодовербата во оваа колекција. Жената на мојот бренд знае точно кога и како да ги открие оние моменти кои сака да ги прикаже. Така што мислам дека со оваа колекција го покажав она што сакам константно да продолжам да го покажувам преку мојот бренд А2. Црната боја, со која ќе искаже самоувереноста, мистеријата, но и едноставноста во колекцијата на Кали Роуз, ќе ја истакне моќта на ослободувањето од неведливите стеги преку самопочит и моќ на себе прифаќање. Дали ова твоја прва ревија или веќе подолго време учествуваш на ревиите? Подолго време учествувам, некои 4 години отприлика сум секоја година, по 2 пати се одржува настанот Fashion Weekend. Сега сме за Кали Роуз. Ова што во моментов го носише на Кали Роуз, што представува? Представува синџир на само црна облека. Она е дизајнерка, значи само за црна облека, за underground луѓе, за поретко видено, да речеме, во нашиот град или држава. Но можам да забележам дека на ова што ти го носиш, а ќе видиме и на ревијата кој што останатите го носат, сепак не станува збор за темна боја која што е некоја тага, туку напротив, пробивање на нешто поразлично. Точно така, да. Она, дизајнерката самата го рече тоа, као некој незино ослободување после некој тежок период у животот, така да мислам дека со следење на ревијата све ќе се дојде до секако разбирање на све што она има искреирано. Третиот и последен ден во нашиот фокус беше публиката, која е секако неизоставен дел од приказната наречена Моден викенд. Како ви се допадна јубилејното 30-то издание на Моден викенд? Значи, многу ми се допадна. Значи, многу таленти, многу добри дизајни, голема посетеност, една нова енергија, стара нова публика. Мислам дека сум редовна и дека сум многу често дел од модните случувања, да не речам дека со нетрпение го очекувам модниот викенд во Скопје од кога постои. Во оваа прилика сакам да им го честитам јубилеот, 30 изданија, 30 прекрасни изданија. Ова јубилејното посебно ми се допаѓа. Па како секоја сезона и ова сезона прекрасни се. Немам други зборови освен прекрасно е секогаш. Ние сме познати како модни познавачи, како народ кој што сака мода, кој што сака да се дотерува, кој што не почитува баш дрес-код, ама има желба за мода. Мали се разликите, значи се зависи од колекција до колекција, независно од името кој што настапува на Моден викенд. Некогаш изненадуваат, некогаш се очекувани, некогаш потфрлаат, али фала Богу, ова јубилејно издание видовме многу убави ревии и на студенти, и на модни дизајнери, и на дизајнери ветерани.
Колку се разликува јубилејното издание, веќе како 30-то, од оние кои што претходно сме ги имале? Дали има некаква разлика во однос на изминатите години, во текот на годините и ова сега како поспецијално? Па не можам да кажам дека е специјално, затоа што секој едно издание мислам дека толку многу педантно го сработуваат. Јас како нивен редовен гостин ги забележувам колку тие неуморно внесуваат љубов и се обидуваат секогаш, почнувајќи од просторот кој што го одбираат, секогаш да биде интересен, секогаш е различен, секогаш е уникатен, па така на некој начин се развиваат и со тоа што им нудат можност на нови имиња да стапнат на модната писта. Зборувам за македонските дизајнери кои што не се познати звучни имиња и токму преку оваа платформа Моден викенд Скопје стануваат звучни имиња и познати брендови веќе на македонската модна сцена. Јас тука видов многу убави жени дотерани со стил, видов многу храбри млади девојки, кои што ние во тоа време не би биле толку храбри. Значи, постои тој талент, таа идеја да се биде малце поинаков, да се излегува од стереотипите. Сега, дали е тоа секогаш успешно? Секој си знае, нели? Кога ќе се излезе од дома, ама во секој поглед многу интересни, уникатни дизајни видов и на сцената и во публиката. Секоја сезона тука сум, ме поканува како гостин и многу сум благодарен за ова и ќе бидам како гостин и другите сезони секогаш. Дали ги поддржувате и младите, но веќе и оние докажани модни брендови, модни креатори, дали имате некое парче кое што го носите од нив, кое што го користите? Па се трудам да ги користам од другите дизајнери. Јас лично сум дизајнер исто, се трудам и моите да ги користам највише, али да, имам и парчиња од другите дизајнери, дефинитивно. Секако дека имам парчиња, ги поддржувам, ги сакам, веќе имам и омилени. И можам да кажам дека еве сега сме непосредно пред започнувањето на ревијата на Олгица Георгиева, една од моите омилени дизајнерки. Можам да ги пофалам и некои што многу недостасуваат. Ќе го поздравам Роберт Ивановски, ќе го поканам да се појави повторно на модната сцена затоа што недостасуваат неговите парчиња и ќе ги охрабриме и оние дизајнери како Росица Мршич која што навистина фали на модната сцена. Дали до сега сте имале некакво представување на модниот викенд или дополнително ќе чекаме некој од следните години? Да, сум имал и ќе имаме следната сезона. Се надевам дека спремен сум. Моментално работам на една колекција. До следната сезона готово ќе ми биде. Креативноста и љубовта кон естетиката немаат граници. А за тоа е доказ не секојдневниот фустан од цветови кој беше изработен од вештите раце на Јагода Пачемска. Бидејќи те видовме на многу од ревиите, значи носеше секакви фустани од темни, црни до светли. Каков е предизвикот да се носи природен фустан од цветови? Искрено, најубаво нешто е што многу ми мириса фустанот, пошто е од вистински цвеќиња. Не очекував да бидам помалку мобилна, помалку да можам да се движам, а фустанот е неверојатно удобен. Така што тоа ми беше најпријатно изненадување од се. И многу ми е мило што има прилика да носам вакви работи што во вистински живот и не би имале прилика, можеби секој ден да ги носиме. Апсолутно е уникатно и дали може би мислиш како што јас дека ова би можело да се искористи дури и како еден фустан венчален за невеста? Да, се согласна. Мене барем ме потсетува на тоа. Да, тоа е и концептот. Значи концептот требаше да биде венчален фустан, посебно вака за летни свадби, мислам дека за отворено е многу добра идеја и многу добар концепт. Затварањето на модниот викенд и беше доверено на веќе докажаната модна креаторка Олгица Георгиева, која низ безпрекорна елеганција ја представи својата колекција иднината сега. Вешто одбраните материјали со набори и цветни мотиви беа надополнети со софистицирани чанти
кои беа исто така нејзина креација. Направив една мала пауза во која што очигледно мојата енергија се ресетираше на еден малку поинаков начин. И мене тоа што најмногу ме радува е како поминува време, јас сум се поприсутна во ово што го работам на еден сосема друг начин, комплетно инволвирана. Можеби годините наназад искуство веќе придонеле да не трчам, само да бидам присутна, да направам нешто, туку напротив да уживам. И начинот на кој што работам со моите клиенти е исти, значи буквално после колку години, од 2007 започнав со работа, секој ден се уште одам со возбудена работа, така да сметам дека не е мала работа. По овациите и по начинот на кој публиката ја доживеа цела оваа ревија, можевме да видиме дека навистина недостасуваше на модните писти, да го видиме секое парче. Можевме да забележиме дека дело од облеката беше подкрепена и со чанти. Дали се исто така тие дел од она што остава печат, односно ти го оставаш како печат? Да, јас пред 2-3 сезони започнав со изработка на чанти и еве приказната ја продолжувам. Ке има и нови модели на чанти во иднина, ке има и некоја измеѓу колекција која што ми е планирана, фактички продолжување на оваа приказна. И се надевам дека публиката ќе се допадне тоа што сум го сработила нормално. Со секое одбирање на било кое парче облека, со секоја комбинација, ние соголуваме нашата душа. Ја покажуваме нашата чувствителност, нашата самоувереност, понекогаш и нашата едноставност. Но бидејќи модата е минлива и се менува со годините и со децениите, многу поважно е да останеме доследни на нашиот стил. Затоа секогаш кога одбирате облека, одбирајте со љубов и одбирајте пред се за вас. Ова беше јубилејното 30-то модно издание на Моден викенд Скопје.